Инаку почетокот на вчерашната седница на Советот беше пролонгиран. Дали причина за тоа беше координацијата на советниците или заседавање на комисиите не ни е познато, но добро е седниците штом се закажуваат во 12 да започнуваат во тоа време или пак најдосна 15 на минути по закажаниот термин, а не 2 часа од закажаното како што тоа беше вчера. На дневен ред беа најавени 56, а беа усвоени 47 точки плюс една предложена на самата седница. Речиси 1 час траеше потоа предлагањето и неизгласувањето и ставање на дневен ред на додатна точка за враќањето на логото на ФН Индустрија пред зградата на собранието на општината. Точката не помина по гласањето и поради тоа координаторот на советничката група на СДСМ Лазар Туриманџов, како што претходно предупреди, ќе ја напушти расправата на седницата. Инаку градоначалникот Митко Јанчев даде образложение зошто буквите на ФН изложени пред зградата се тргнати. Истото го направиле службите кои постапиле според законот и прописот. Понизата процедурални објаснувања, законски толкувања и објаснување на советниците зошто е отстрането логото на компанијата пред зградата на собранието, председателот Рисо Сакалиев даде пауза, а неколку советници на СДСМ заедно со Туриманџов ја напуштија седницата. Потоа скоро 2 часа беа со мали расправи усвоени и дадени виза за 16 точки од дневниот ред посветени на одлуки, барања и извештаи за работењето на јавното претпријатие Комуналец за 3 месеци од 2018 година, а потоа беа разгледувани и програмите за уредување на градежно земјиште, се даде виза и на предлог програмата за изменување и дополнување на програмата за изградба, реконструкција и одржување на локални патишта за ова година. Советот се произнесе и по предлог решението за именување на представници на општина Кавадарци за членови на управниот одбор на јавното претпријатие за јавни паркиралишта Кавадарци и предлог решението за именување на представници во надзорниот одбор на ова јавно претпријатие. Кавадарчките советници вчера позитивно се произнесува за предлог одлуката за преземање на правото на собственост, користење и управување со предмети, објекти, инсталации и друг имот на јавното осветлување. Потоа предлог програмата за изменување и дополнување на програмата за работа од областа на располагањето со градежно земјиште и собственост на Република на Македонија на подрачјето на ова општина. Во продолжение, советниците на град Кавадарци ја усвоија и програмата за изменување и дополнување на програмата за развој на општината за 2018 година. Нашите советници дадоа зелено светло за архитектонското решение за измена на изгледот на фасадата на зградите на улица Линденска. Членовите на Советот ја усвоија предлог програмата за изменување и дополнување на програмата за одбележување на значајни настани за истакнати личности со спомен обележја за општина Кавадарци. На оваа седница вчера беа донесени неколку одлуки во функција на озаконување на донации, акти и документи, а зелено светло доби и програмата за Тиквешкиот Гроздобер 2018. На градскиот плоштад во Кавадарци ќе настапи познато естрадно име, а ќе се организира и богата програма со која се очекува враќање на стариот дух на Тиквешкиот Гроздобер. По втор пат советниците не дадоа виза на барањето на IGM Trade од 26 јануари оваа година.